Продолжува празнувањето на големиот христијански празник Великден. Овој празник со големо значење и символика кај сите христијани создава чувство на надеж и нов почеток. Еве кои содржини следува денеска во урбаните вести. Докторите советуваат внимателно со исхраната по великденските пости. За препреименувањето на улиците низ Скопје. Пуштени 15 панорамски двокатни автобуси во сообраќај по скопските улици. Започнува првиот гастрономски спектакл во Скопје. Проблематични пролетните алергии. Веднаш по долгите 7-неделни пости, храната која се конзумира треба да биде внимателно одбрана. Докторите предупредуваат на можни сериозни последици по здравјето, како резултат на прејадување или конзумирање на масна храна. Великденските пости се дел од празнувањето и одбележувањето на најголемиот христијански празник Христовото воскресение. 40-дневните великденски пости завршија, а во првите денови после долгиот пост за верниците е многу важно како ќе изберат храната која ќе ја консумираат. Претераното конзумирање на масна храна после 6-неделниот пост може да предизвика големи здравствени последици, предупредуваат докторите. За време на постите, верниците се воздржуваат од консумирање на масна храна, па организмот за време траење на постот се прочистува од натоложените масти. Всушност, за време на постот организмот е принуден да се храни од резервите на храна, прво со гликогенот, а потоа и со масните наслаги. Ваквиот процес може во значајна мера да придонесе за подобрување на функционирањето на целиот организам. Сепак, завршувањето на постот не значи брзо и лесно одавање и консумирање на претерано масна храна и алкохол веднаш по Великден. Ваквото однесување може да предизвика сериозни последици, поради големиот шок кој го претрпува организмот. Затоа докторите советуваат постепено враќање кон нормалната исхрана. Во првите денови по завршување на постот потребно е да се консумира лесна храна комбинирана со многу зеленчук и постепено внесување на месо во дневното мени. Во првите денови докторите советуваат да не се јаде повеќе од 3 јајца на ден, како и да се избегнува претераното конзумирање на масна храна. Улиците кои што се именувани според државите кои на дело ја покажаа својата хуманост и помогнаа Скопје да се издигне од пепелта, нема да добијат нови имиња, потврди градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски. Прилог на Елизабета Домјановска. Проектот за промена на улиците и булеварите во Скопје крена голема прашина во градското собрание. Големо негодување имаше од страна на советниците од опозицијските советнички групи, но и покрај тоа предлогот беше изгласан и улиците почнаа да добиваат нови имиња. На оваа одлука негодуваа и граѓаните, тврдејќи дека им е тешко да се навикнат на новите имиња и потешко се снаоѓаат кога треба да стигнат на некоја локација. Сепак, промената на имињата на улиците, која започна минатата година и во која беа најавени нови имиња на околу 300 улици, ќе заврши со промена на само 29 улици и 2 моста, информираат градските власти. Дел од улиците што добија нови имиња се Водњанска, која сега се вика Мајка Тереза, Салвадор Алленде се прикрсти во Тодор Александров, Првомајска стана Борис Трајковски, булевар Војводина го понесе името на председателот Киро Глигоров, Ленинова се вика Аминта III, Бихаќка стана Павел Шатев, Мито Хаџивасилев Јасмин поново се вика Свети Кирил и Методи. Нови имиња добија и мостот Република, кој сега се вика Мајка Тереза, а мостот Близнак беше наречен Тодор Александров. Градоначалникот на град Скопје Коце Трајановски децидно потврди дека улиците крстени по земјите што на дело ја покажаа солидарноста, односно помогнаа да се издигне нашиот град од правта. По катастрофалниот земјотрес нема да се менуваат. Скопјани веќе од минатата недела се возат во панорамските двокатни автобуси кои беа пуштени во сообраќај низ скопските улици. ЈСП Скопје се одлучи на ваков чекор овие автобуси освен за туристички тури да се користат и за редовен превоз на патници на линиите со број 2, 5, 7 и 15. Томислав Атанасовски. По скопските улици беа пуштени во сообраќај 15 панорамски двокатни автобуси. Дел од нив се движат на градските линии 2, 5, 7 и 15, а по потреба ќе бидат ангажирани за туристички тури. Панорамскиот автобус, кој веќе половина година вози низ Скопје и пооѓа од пред порта Македонија, останува на наведената линија. Тој се обраќа 2 пати дневно со време на поаѓање од 11 и од 13 часот со цена на билетот од 35 денари.
Инаку на почетокот од оваа календарска година беше заокружен проектот за набавка на нови автобуси во главниот град. Промовирани беа новите 79 двокатни автобуси од вкупно 311, од нив 200 двокатни, 80 нископодни, 16 минибуси и 15 панорамски. Потрошени беа 57 милиони евра. Старите автобуси заминаа во историјата, а некои од нив беа дадени на ремонт и пуштени во употреба во поголем број општини во Македонија. Со зголемениот број на нови автобуси се зголеми ниното сообраќање, особено во најфреквентниот дел од денот, а се пуштија и голем број нови линии, како градски, така и приградски. Во главниот град, околу 100.000 жители се корисници на јавниот градски превоз. Од денеска па се до 12 мај граѓаните на главниот град ќе имаат можност да бидат дел од првиот гастрономски спектакл во Скопје. Манифестацијата Недела на ресторани е замислена како настан на кој граѓаните и посетителите на Скопје ќе може да уживаат во најдобрите специјалитети подготвени од локалните гостилници па се до врвни ресторани. Ивана Митковска. Од денеска стартува првиот гастрономски спектакл во македонската метропола, на кој посетителите ќе можат да вкусат разни специјалитети од менијата по атрактивна цена од 333 денари. Настанот ќе трае во продолжение од една седмица, се до 12 мај годинава, а дел од него со околу 50 угостителски објекти. Манифестацијата Недела на ресторани е замислена како настан на кој граѓаните и посетителите на Скопје ќе може да уживаат во најдобрите специјалитети приготвени од локалните гостилници, па се до врвни ресторани. Првиот гастрономски спектакл во Скопје ќе се одржува на повеќе различни локации и угостителски објекти. Целта е со ниски цени од менијата да се привлечат што поголем број посетители, кои ќе демонстрираат автентичноста на секој ресторан и стилот на готвење. Концептот на овој настан е по примерот на светските метрополи како Белград, Загреб, Њујорк, Лондон и Токио. Пролетните алергии знаат да бидат многу проблематични. Доколку на почетокот на сезоната се појави алергиска реакција, не треба да чекате. Туку веднаш да посетите лекар и што побрзо да започнете со терапија, за да не дојде до некоја компликација, информираат лекарите. Прилог на Андријана Димитриевска. Пролета веќе започна, насекаде се забележуваат дрвја со нови листови, прекрасни цвеќиња на земјата. За оние кои страдаат од алергии, пролета и не е толку убава слика за нив. Таа повеќе изгледа како кошмар од кој не може да се избега. Најважното правило е за да се заштитите од пролетните алергии и да ги држите причинителите на алергии што подалеку од вас. Најдобриот начин да успеете во оваа намера е доколку прозорците и вратите од вашиот дом останат затворени. Алергии се влошуваат во посуви климатски услови, каде што нема доволно дожд, за да ги турне причинителите на алергии од воздухот во земјата, каде што не се толку голем проблем. Но само затоа што е суво надвор, не мора да значи дека треба да биде суво и внатре. Пробајте да си помогнете со апарат кој ќе го развлажнува воздухот во вашиот дом. Друг начин на кој можете да си помогнете во сезоната на алергии е со прочистувач на воздухот. Тој ги отстранува прашината и останатите причинители на алергии од воздухот кој го дишите. Колку е почист воздухот, толку помалку вашето тело мора да се бори, при тоа овозможувајќи ви поголем мир и удобност во вашиот нос. Една од најдобрите нешта кои можете да ги направите за време на сезоната на алергиите е да пиете многу вода. Колку повеќе пиете вода, толку повеќе слуз може да направи вашето тело. И секако, колку повеќе слуз имате, толку сте поспособни за борење со сите оние причинители на алергии со кои секојдневно се сретнувате. Алергичните на оваа сезона треба да внимаваат на исхраната, особено да избегнуваат домати и праски. Ова најмногу важи за тие што се алергични на трева. Доколку на почетокот на сезоната ви се појави алергиска реакција, не треба да чекате, туку веднаш да посетите лекар и што побрзо да започнете со терапија, за да не дојде до некоја компликација. Во урбаните вести уште ќе гледате. Спорт. Младата бразилска звезда Нејмар во јули месец на преговори со Барселона. Актуел, повременото уживање во пивото, чоколадото и брзата храна има и добри страни. Младата бразилска звезда Нејмар во јули месец на преговори со Барселона. Ова е само една од спортските вести кои следуваат веднаш по рекламите.